Со свечено отворање во Домот на култура Илинден, синоќа започна 19-та литературна манифестација Илинден 2018. Манифестацијата ќе трае до 19 мај, а граѓаните секојдневно ќе имаат можност да ги проследат културните настани кои се на овогодинешната програма на манифестацијата. Манифестацијата и деновите на книга во општина Илинден ги отвори градоначалникот Жика Стојановски, кој искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да биде еден од промоторите на современите културни достигнувања во нашата земја, но и надвор од неа. Многу ми значи манифестацијава што прераснува од регионален карактер и дава силен белег во делот, остава белег во литературата воопшто и културата. И на мене и на граѓаните на локалната заедница е од посебен значај, бидејќи афирмацијата, верувајте, и надвор од рамките на Македонија е најголема преку литературата, културата, уметноста. Така сме препознатливи и би сакал ова прилика да ја искористам на сите учесници, на сите кои што дадоа свој придонес како луѓе, како поети, како граѓани, да искажам благодарност за сето она што го направија за во општина Илинден литературната манифестација да прерасне во една од повидните или значајни литературни настани во Република Македонија. По свеченото отворање на манифестацијата беше промовирана поетската книга Триптих за Македонија на истакнатиот македонски писател, есеист и литературен критичар Раде Силјан, кој изрази голема благодарност до општина Илинден која толку години успешно реализира една ваква голема културна манифестација. Мене ми е особено драго што годинава ја промовираме книгата Триптих за Македонија на традиционалната манифестација Илинден 2018. Благодарение на ова манифестација се зададува многу пријателства, се афирмира вистински вредности во македонската литература и мислам дека општина Илинден посветува посебно внимание кон книгата, кон авторите. Тоа значи дека сите ние имаме едно чувство на задоволство кога сме присутни во овој регион. Исто така синоќа се отвори изложбата на слики од академскиот сликар Новица Трајковски, насловена Убава е Македонија, а вечерта беше заокружена со музички колаж на Маријан Јанковски и Портал. Литературната манифестација продолжува и денеска, во чии рамки се одржа промоција на книги од млади автори, а вечерва се одржува книжевна средба со поети на 70-тите години. Утре исто така во Домот на култура ќе се одржи портрет на словеничкиот писател Милан Јазбец, актуелен амбасадор на Република Словенија во Македонија. В петок се одржува литературното матине за деца со истакнати писатели за деца и млади, а вечерта ќе се одржи централниот настан на манифестацијата, а тоа е поетскиот митинг насловен Стихови за душата, на кој ќе настапат 30 писатели од Македонија и Балканот. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Илинден до 19 мај се одржува традиционалниот саем на книга под мотото Денови на книгата, каде што посетителите може да најдат богат избор на книги.